Полицијата на Оливер Спасовски и на Едмонд Адеми од СДСМ дозволи целосно беззаконие и уривање на уставниот поредок во државава, истакна пратеникот Владко Ѓорчев денеска од Делчево, коментирајќи ги актуелните случувања во Бутел. Имавме ситуација во која што полицијата на Оливер Спасовски од СДСМ и полицијата на Едмонд Адеми, исто така од СДСМ, овие денови дозволи целосно беззаконие во Република Македонија. Имавме ситуација во која што толпа ја презема работата во своји раце, го сруши уставниот поредок, а Оливер Спасовски не мрдна ниту со малиот прст. Се работи за недозволена ситуација, се работи за неодговорно однесување. Инаку Ѓорчев денеска во Делчево најави партиски активности поврзани со предстојните избори. Почнуваме со цела низа на теренски активности на ВМРО ДПМН, разговор со граѓаните, решавање на проблеми, прибирање на идеи за програмата, на кој начин најдобро да ја помогнеме на локалната самоуправа да има што е можно повеќе проекти. Разговараме за развојот, разговараме за економијата, за нови вработувања, за повеќе проекти во локални. Градоначалникот на Делчево Шехтански потенцираше дека во моментот во Делчево се работат проекти финансирани со средства од владата во износ од околу 10 милиони денари. Ги набројат канализациите во селата Вирчи и град, изградбата на технолошко-индустријската развојна зона. Од пред некој ден започна енергетска ефикасност на основното училиште Свети Климен Охридски, каде што имаме замена на сите прозори, замена на кровната конструкција. Ставиме рамка за други идни активности, со кои што активности ќе направиме успех во изборната победа на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори на 5 јуни. Во рамките на активностите на партијата во пресрет на изборите, Ѓорчев денеска ќе ја посети општина Пехчево, а утре активности ќе има и во Берово.